Понеделник, 23 септември, кратки вести во 12 часот. Од денеска до 31 октомври 73 производи ќе бидат дел од есенската кошничка која ја скрои Министерството за економија. Брашното, лебот и пекарските производи, млекото и млечните производи, месото и преработките од месо, дел од овошјето и зеленчукот, ориз, граф, тестенини, масло за јадење, дел од конзервираните производи, како и безалкохолните пијалоци ќе бидат со ограничена бруто профитна маржа до 10% и во трговијата на големо и во трговијата на мало. Трговците треба да ги одбележат производите со надписот "Помалку трошоци, повеќе за тебе". Во вонредни инспекциски надзори во Струга и Охрид уништени се 187 килограми небезбедна храна, а изречена е и парична казна од 1400 евра. Во Охрид со 500 евра казнета е гостилница поради утврдени недоследности и уништени се 15 килограми небезбедна храна. Од Агенцијата за храна и ветеринарство информираат дека во Струга е казнет маркет со 1400 евра поради пласирање небезбедни производи, при што е уништена храна во количина од 15 килограми. Во Струга казнета е и месарница со 500 евра во денарска противредност поради пласирање небезбедни производи на пазарот, при што уништени се 50 килограми храна од животинско потекло. Интервјуто на Супер радио и Охрид прес со охридјанката Миланка Новеска Густавсон, која сигурно го изводи патот од некогашното чудо од дете со ангелски глас до вистинска оперска дива, е помеѓу најкоментираните деновиве на Facebook профилот на Охрид прес. Читателите со максимална и безрезервна поддршка за Новеска, за која велат дека е гордост на градот и дека треба соодветно да се поддржи. Дел потенцираат дека квалитетот секогаш се цени и дека пред неа се уште поголеми успеси. Во 2013 година незиниот Охрид ја додели повелбата Свети Климент Охридски. Времето денес сончево со умерена облачност, дува умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 22 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.